Албанските интелектуалци пред 3 години бараа да се почитува изборната волја на албанскиот електорат и ДУИ да биде дел од владата. Сега велат ВМРО, ДПМН и ДУИ не треба да прават влада, постапка која би значила игнорирање на изборната волја на мнозинството од македонските гласачи. Зошто сметаат дека правилото што важеше пред 3 години не треба да важи и сега и да се почитува мнозинството гласови? Потписникот на апелот, професорот Осман Кадрију, објаснува дека се воделе од тоа дека поголем број гласачи се изјасниле за промени. Ние заправо поаѓавме од мнозинството, од волјата на мнозинството на граѓаните, значи и македонци, и албанци и така натаму. И кога се анализираат, мислим, резултатите, а резултатите се познати, и мнозинството на граѓаните во нашата држава се определува за промени. Алберт Муслију, кој е потпишан и на апелот од 2014 и на сегашниот, не сакаше да коментира зошто треба да се заобиколи волјата на мнозинството македонски гласачи. Единствено академикот Абдул Менав Беџети, кој се потпиша на декларацијата во 2014 година, останува на истиот став. Беџети за порталот Етова Сод вели дека најприродна коалиција е онаа меѓу победниците и во македонскиот и во албанскиот блок и на тој начин да се почитува изборната волја на граѓаните и од македонска и од албанска страна. Во оваа насока и размислувањето на Берат Бужала, новинар и собственик на еден од највлијателните косовски медиуми, газета Експрес, кој вели дека нема потреба Ахмети да се двоуми и неопходно е да направи коалиција со Груевски. Ако не гледаме наназад, ако ги затвориме очите за тоа што се има случајно крајните години, тогаш секој идиот би можел да даде една точна формула за решението таму. ВМРО уверливо има победено меѓу македонците, како што и ДУИ уверливо го има добиено гласот на албанците. Ако 1 плюс 1 е 2, тогаш ВМРО и ДУИ треба да направат коалиција за владење заедно еден мандат, пишува Бужала во колумна посветена на македонските политички состојби. Според Бужала, доколку ДУИ направи коалиција со СДСМ, тогаш нејзиното исчезнување од политичката сцена е сосема сигурно. Останува само да се види кога ќе се случи тоа. ДУИ изгуби на овие избори само затоа што СДСМ му зеде многу албански гласачи. Сега, ако Али Ахмети избере да оди со СДСМ, на овој начин тој ги поддржува тие 70.000 албанци кои избегаа кај Заев неколку недели пред да го фати тој пат и нивниот лидер. Потоа на другите избори, разочарани, тој пат ќе го продолжат и другите албанци што му беа останати во ДУИ. Вредноста на неговите политички акции ќе доживее една вистинска катастрофа, пишува Бужала. Во интервју за Дневник пак Груевски, коментирајќи ги информациите дека албанскиот електорат е за коалиција со СДСМ, вели дека и во 2008 година македонските гласачи, особено оние на ВМРО ДПМН, биле против коалиција со ДУИ. Во 2008 година македонскиот електорат, особено ВМРО-вскиот, не сакаше коалиција на ВМРО ДПМН со ДУИ, па таа се случи, најмногу затоа што албанците во Македонија сакаа ДУИ да ги застапува во владата. Не знам дали така размислува членството на ДУИ, но знам како размислуваше членството на ВМРО ДПМН во 2008, па до некаде и во 2011 и 2014. Сепак, ВМРО ДПМН тогаш одлучи да коалицира со ДУИ, затоа што беше очигледно од изборите дека мнозинството граѓани албанци сакаат ДУИ да е во владата, рече Груевски во интервјуто. Тој истакна дека тогаш направи значителна жртва, а отстапување од принципот на коалиција меѓу победниците ќе значи воспоставување на нова пракса.